Денешната свеченост, 25 години еколошко друштво Виножито во Штип, беше во знакот на музичките рефрени со настапни ученици од Средното музичко училиште, кои воедно се и членови на еколошкото друштво. Толку време и труд вложени во подигнување на свеста кај граѓаните за заштита на животната средина. Резултати за почит, сублимирани во секогаш скромните екологисти и ветување дека Виножито ветува дека овој парк ќе работи вредно и ќе стане еден едукативен центар. Многу млади ќе одржат еколошки акции, еколошки часови и наставата во природа ќе стане содржен дел во наставната програма. Денеска сме дојдени да ви презентираме дел од традиционалната македонска музика, се надевам ќе уживате. Денес беше промовиран и кодексот на екологистите. Потроши го слободното време, корисно и волонтерски. Новите пријатели ви го минуваат животот. Прифати ги еколошките акции ревносно. За оние кои оставиле траги со својот ангажман, награди и признанија. Меѓу нив и за Зоран Зарински, кој подеднакво е познат и како новинар и како голем екологист. Признанието потврдува дека 20 години откако сум член во еколошко друштво Виножито не сум ги залудно потрошил. Јас во Виножито поминав ни сите форми, од член, од раководител на проекти, председател, секретар, едукатор на млада популација во Штип. Сакам само да порачам дека Виножито останува да биде на градот Штип и место каде секој може да се едуцира за животното еколошко обкружување, но да ги најде и своите пријатели. Низ еколошкото друштво Виножито поминале многу генерации. Тука од најмала возраст децата се учат на убавините, на грижата и работливоста. Сакам да кажам дека ова е многу убаво, направено во многу убава природа, многу убав амбиентот. Сакам да ви се заблагодарам на еколошкото друштво Виножито што организира ваква забава каде што ќе можеме да уживаме во природата. Еден од иницијаторите и основач на еколошкото друштво Виножито е и штипскиот градоначалник примариус магистер Илчо Захариев, кој денес поради службени овраски не беше присутен на свеченоста, но упати честитка до сите словеници.